Пратеничката група на ВМРО-ДПМН нема да учествува во работата на собранието се додека не се создадат услови за нормално и демократско функционирање на институцијата, порача лидерот на партијата Христијан Мицкоски. Во моментов нема демократски амбиент за работа во собранието. 12% од пратеничката група на ВМРО-ДПМН се уште се наоѓа во притвор. Тоа се 5% од скупниот број на пратеници кои се соочуваат со конструирано обвинение за тероризам. Човековите права беа прекршени, а власта ги погази и законите, демонстрирајќи сила врз народните избраници. Власта е таа која треба да избере помеѓу реформите и просперитетот од една страна и политичкиот прогон и пресметките со неистомислениците. Власта е таа која има одговорност да ги одреди приоритетите. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН на денешната координација одлучи дека нема да учествува во работата на собранието се додека не се создадат услови за нормално демократско функционирање на оваа институција. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН се разбира онаа која што е на слобода, со исклучок на оние кои што бесправно се задржани во притвор, е апсолутно конструктивна и учествува заеднички во креирање на ставовите, одлуките, состаноците кои што ги имаме со раководството на партијата, така што многу пати во минатото кажав, еве сега ќе повторам, користам оваа прилика да кажам, пратеничката група на ВМРО-ДПМН е единствена, обединета и сите заедно стоиме зад овие ставови кои што денеска пред вас беа презентирани и пред целокупната македонска јавност. Во однос на реформите и статусот на ВМРО-ДПМН, тој истакна дека се изготвува документ кој треба да биде готов до крајот на јануари. Работиме на тоа. Тоа е еден сложен процес, комплексен процес кој што ќе се темели на компаративна анализа со статути кои што се дел од нашите сестрински партии. Се разбира, ќе се обидеме да примениме и да изготвиме еден таков документ кој што ќе има подлога употребна вредност, документ кој што ќе ги опфати демократските принципи на партијата, документ кој што ќе ги вклучи сите специфики на Македонија и како држава и како општество, така што ако ме прашувате за крајниот рок, тоа е некаде крајот на јануари, ќе можеме јавно да излеземе со сето она што се вели нов квалитет на тој документ, ќе излеземе јавно, нормално, ќе го презентираме истиот, но она што е поважно е дека ВМРО-ДПМН, како што и секогаш во минатото била предвесник и пионер на она што се вели авангарда и делување во Република Македонија, така и овој пат е првата политичка партија која што врши прилагодување и интервенции во сопствениот статут, а во насока на негово подобро функционирање во иднина.